Така, Елена, да напоменам дека само Јана Јосифовска ќе информира за оние проекти кои лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски им ги вети на Охриѓани. Би сакала да потенцирам тука на уште една поента. Вечерва Груевски ги повика граѓаните да гласаат за Македонија да излезат на 11 октомври и да го дадат својот глас, бидејќи рече потребни ни се 63 пратеници, бидејќи без нив ќе бидеме под страшна уцена за крупните прашања суштински важни за државата. Инаку потенцираше во својот говор заклучи дека ние сме секогаш тука да ги штитиме вашите интереси. Вечерва со мене во мобилното студио на телевизија Нова е мојата колешка, нашиот дописник од Охрид, Татјана Маленкова, која веќе 2 децении работи како новинар. Добро вечер и за вас. Добро вечер, Бојана. Останавме еве на работно место до подоцна, може да се каже. Го следевме сите заедно стартниот митинг на ВМРО-ДПМН, кој што традиционално и ова година започна од Охрид. Татјана, каква е гласачката навика на Охриѓани во петата изборна единица? Од оно што досега сум го следела, значи Охриѓани повеќе излегуваат на гласање попладне, може да се каже, а досега од оние податоци кои што ги имаме, еве на последните предвремени парламентарни избори пред 2 години 67% токму во Охрид беше излезноста на Охриѓани. Значи околу 70% може да се каже дека од Охриѓани излегуваат на гласање, барем досега. Тоа е добра бројка, ќе видиме што ќе покаже 11 декември. Верувам дека повторно ќе има некој ваков добар процент. Ајде да се осврнеме и на она што беше вчера актуелно во Охрид, на кампањата која независните, барем така можеме да ги наречеме, независни невладини организации делеа летоци и нивните летоци, всушност и нивните говори, односно комбето со кое што се движеа, беше со идентични пораки на оние на опозицијата. Пред време ја започнаа чинам кампањата. Токму така, малку многу повеќе изненадени можам да кажам, затоа што во Охрид и во регионот или во петта изборна единица генерално никогаш сме немале некои поголеми инциденти, секогаш изборите поминувале во мирна и демократска атмосфера. Вчера изненадени затоа што убав сончев ден недела, Охриѓани раздвижени може да се каже, камион на кој што беше испишано ние одлучуваме, бараме промени, можеме подобро, буквално целиот камион беше испишан со овие содржини и разглас на кој што се навредуваше владеачката ВМРО-ДПМН, а се издигнуваше опозицијската СДСМ. Ова ги згрози Охриѓани затоа што го наруши нивниот мир во секој случај, а искрено крајно не изненади нас како новинари затоа што еден ден пред почетокот на изборната кампања се наруши тој начин, нели сепак сите знаеме колку треба точно и прецизно според законот да информираме, но и партиите да го почитуваат законот за избори. Уште по згрозувачки беше затоа што ете конкретно и ние како медиум го следевме овој камион се до една бензинска пумпа каде што конкретно беше следен од црн автомобил, излезе возачот на камионот, излезе возачот на автомобилот и потоа му беа дадени на рака лично пари на оваа бензинска пумпа, на некој начин исплатен беше за она што го сработил со тоа што измина низ центарот на Охрид повеќе од 1 час како се движеше, уште еднаш ќе напоменам, со овие лоши пораки кои што беа презентирани преку разгласот. Кампањата на некој начин ја започна на овој начин, но да се надеваме дека надлежните сега веќе го имаат овој случај во своји раци, има докази, има видеоснимка, има материјали и од сигурностите камери на таа бензинска пумпа, но еве го имаме и овој видеоматеријал, така да надлежните треба да стапат на сила. Охрид, како што кажа, до сега кампањата и изборниот процес и самиот ден на изборите било мирно и немало инциденти, да се надеваме дека тоа ќе биде така и во овие наредни 20 дена, па и на 11 декември со оглед на тоа што и Брисел од нас очекува и меѓународната заедница воопшто очекуваат да испорачаме фер и кредибилен изборен процес. Па искрено јас се надевам дека и оваа година ќе биде така, само што би се осврнала дека во петтата изборна единица минатите предвремени парламентарни избори имавме 11 пратеници ВМРО со коалиционите партнери, тројца беа од Охрид од овие 11 пратеници, 6 пратеници имаше СДСМ и тројца ДУИ. Излезноста нели на ВМРО-ДПМН беше 52%, СДСМ 27%, ДУИ 5,5%, дом кој што тогаш беа самостојни 3, а сега веќе знаеме дека се совладеачката ВМРО-ДПМН. И на локалните чинам исто дека па од прилика иста беше излезноста, да, така. Над 60% за Бакрачевски. Ти благодарам пред се за логистичката поддршка која што ја имавме тука денеска од вас и за тоа што одвои време да бидеш вечерва мој соговорник. Секогаш тука ви благодарам.